Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада, а во нив ќе гледате. Денес во Тетово се одржа јавна расправа за нацрт планот за управување со Националниот парк Шар-планина од 2022 до 2031 година. Работилница за пишување и уредување статии за слободната енциклопедија Википедија денеска беше одржана во Тетово. Дванаесет возила со неисправни сопирачки, 2 нерегистрирани возила, 4 возачи без возачка дозвола и други прекршоци регистрирала полицијата во вчерашната акцијска контрола. Денес во Тетово се одржа јавна расправа за нацрт планот за управување со Националниот парк Шар-планина од 2022 до 2031 година. Со него се предвидени вработувања во установата која ќе раководи со него и активности на терен. Без активности на терен една година откако Шар-планина е прогласена за заштитено подрачје, досега биле направени само подготовки за денес нацрт планот за управување со Националниот парк да биде ставен на јавна расправа. Со него се предвидува покрај досегашниот еден вработен, односно директорот на установата, да бидат ангажирани 15 лица, вклучително и ренџери. Од идната недела ќе бидат отворени и канцеларии. Надлежните свесни дека се доцни, но велат дека било потребно време. Прв пат од 1956 година ние креираме национален парк. Ние сите заедно научиме процедурата и што битно е да биде успешен на крај и ако доцниме малку, но тоа не значи дека немаме активности. Директорот и екипот од национален парк нон-стоп се во терен и утре ќе имаме еден план и денес ќе дебатираме за тоа сите да бидеме задоволни и граѓаните и приватен сектор, но меѓувреме и ние да заштитиме Шара. Очекуваме сега брзо и канцелариите да ги добиеме, ренџерската служба и другите, значи вработени. Секако верувам за брзо време ќе бидат и тие во терен, така што очекуваме добра соработка или па тоа што секако можем да го наведам, тоа е што соработуваме со граѓаните или па со резидентните што се во Националниот парк, па тие се најдобрите чувари за Шар-планина. Планинарите велат дека Шар-планина е во најлоша состојба досега. Продолжува дивата сеча, градењето дивоградби, хидроцентрали и отворањето патишта. Паркот ќе има поддршка од нив, но потребно е сите институции да бидат вклучени. Огромен реон имаме на Шара, кој што реон за да се покрие треба минимум 80 ренџери. Треба преку 20 возила кои што ќе бидат присутни горе, кои што ќе гледат како се работи на терен, инфоцентри, се она што работи. Да дадеме поддршка на Националниот парк да ги притискаме институциите други да бидат насочени кон заштитата и побрзо да се реализира вработување и се што треба во Националниот парк, за да може побрзо да функционира. Националниот парк Шар-планина зафаќа површина од 62.705 хектари, а идниот економски развој и заштитата на природните вредности се дефинирани во 4 зони на заштита. Работилница за пишување и уредување статии за слободната енциклопедија Википедија денеска беше одржана во Тетово. Оваа активност е во организација на Сдруженијето Споделено знаење, кое вакви обуки има организирано и во други градови од Македонија. Активности за пишување и уредување едукативни текстови, кои ќе бидат достапни на слободната енциклопедија Википедија, денеска за прв пат беа спроведени во просториите на Институтот за развој на заедниците во Тетово. На денешната работилница се пишуваа статии наменети за библиотеката Кочо Рацин во Тетово, планинарскиот дом и клуб Љуботен, како и текст посветен на културно-метничкото друштво Бранко Чајка од Тетово. Оваа активност се спроведува во рамки на Викитурите во повеќе градови во Македонија, кои ги организира Сдруженијето Споделено знаење. Во овој случај ова е проектот активност Викитури, каде што посетуваме градови, го посетуваме во случај вашиот роден крај Тетово, членовите, тие што учествуваат, да пишуваме локална содржина. Значи тоа може да е во било кој поглед. Тоа може да се установи, може да се личности, може да се географски поими околу Тетово или од општина Тетово, не е важно.
со цел да се збогатува македонската Википедија, но и нормално е те поимите за градот Тетово или од општина Тетово за што повеќе достапни информации за било кој читател што некој сака да отвори да прочита. Запишување на текстовите кои се објавуваат онлайн во рамки на Википедија се користат релевантни извори за да се задржи кредибилитетот на статијата, велат од споделено знаење и објаснуваат како се одвива процесот на пишување и објавување на статиите. Поглед дека ова е фактички од нула статија пишување, сега одговорност е на учесниците сами да ја создадат содржината, да ја конструираат, добиваат со мене што се вика во живо обука како се техничките, како се уредува на Википедија, кодовното уредување, како се додават хиперлинкови, како се става википедијански фуснотирањето и на крајот нормално следи објавувањето на таа статија и да е достапна за читателите, односно корисниците на Википедија. Инаку споделено знаење е здружение од Скопје формирано во 2014 година со главна цел да раководи со иницијативи и проекти за збогатување и подобрување на содржините на Википедија. Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска во своето обраќање на регионалната конференција за борба против насилство врз жените во политиката нагласи дека со постојано гласно зборување и действување против родово базирано насилство ја зајакнува борбата против насилството. Сведоци сме секојдневно на социјалните мрежи, низ медиумите за присуството на насилството врз жените од политиката, жени пратенички, жени од извршна власт и ширењето на говор на омраза токму кон жените политичарки. Дел од нас, жените политичарки, биле и жртви на насилство и говор на омраза. Почитувани и присутни, насилството врз жените не препознава политичка припадност, политичка партија, етничка припадност, не препознава верска определба место на живење, дали доаѓаме од рурална или градска средина, образовен и социјален статус. Ова навистина сензитивно прашање ги обединува сите жени кои се занимаваат со политика на било кое ниво, од локално и централно, преку различните облици на организирање на жените во политичките партии, пратенички, министерки и така натаму. И токму позицијата да се биде во политиката и можноста да се влија, да се сменат одредени работи во општеството, ми дават верба дека ние сите заедно можеме многу да направиме. Меѓутоа, ако бидеме обединети и ако се поддржуваме една со друга. Тоа можеме да го направиме и само ако зборуваме гласно и одлучно и во секоја прилика сите работи да си ги кажуваме отворено. Затоа што молкот го охрабрува насилникот да продолжи уште по-засилено, да го применува насилството со сите негови форми кои што се присутни денес кај нас. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи денеска на брифинг објасни до каде е процесот на скрининг. Како што знаете, скринингот е еден од најсуштинските фази во самите преговори, бидејќи тука се утврдуваат целите, се утврдуваат, се прави прво соодветен пресек на тоа до каде сме и каде треба да стигнеме. Еве ќе ви кажам неколку податоци од тие првични анализи. Од 6 кластери по ново, во 5 кластери Република Северна Македонија или е на прво место или го дели првото место заедно со Србија и Црна Гора, кои што веќе преговараат последните 12 години. А се разбира улогата на МНР во овој процес ќе биде да 27 земји членки се одржат постојано во комуникација и информирани за да имаме нивната поддршка во секое IGC. И тоа што се случи исто така оваа недела поврзана со почетокот на преговорите е доаѓањето на Коела. Коела се представници на 27 земји членки, но што е символиката? До сега, како земја која не преговараше, како кандидат, нас не водеше КОВЕП групата. Почна скринингот, не предзема Коела групата, тоа е групата веќе за пристапување на земјата во Европската Унија и затоа тие беа тука 27-те представници на земјите членки кои што се во Брисел и на некој начин не само што практично дознаа повеќе информации за сите прашања кои што нас не засегаат, туку и символично го означија превземање
на Република Северна Македонија и Албанија надлежност веќе на Коела. Жител на Челопек нападнал полицајци додека биле на работа. Лишени од слобода неколку лица поради поседување дрога. У билтенот информација за семејно насилство. Ноќеска околу 1 часот и 20 минути во близина на угостителски објект во Тетовско Жеровјане, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода жител на Тетовски Челопек, кој физички ги нападнал додека преземале службени дејствија. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во 22 часот и 50 минути на улица 107 во Тетово лишиле од слобода две лица од Тетово на возраст од 21 и 19 години, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана и нож. По целосното документирање на случајот против двајцата ќе следуваат поднесоци. Вчера вечер околу 22 часот и 10 минути во Гостиварско село, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 26-годишник, кој во семејниот дом претходно физички ја нападнал неговата 20-годишна сопруга. Тој е задржан во полициска станица и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 37-годишник од Тетовско Долно Палчиште вчера во 18 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавил дека 15 на минути пред тоа во дворот пред неговата семејна куќа физички бил нападнат од 44 годишник од истото село, а поради нивни нерасчистени должничко-доверителски односи. Пријавениот бил повикан во полициска станица, случајот целосно е расчистен и ќе следуваат поднесоци против инволвираните во случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера спроведоа акцијска контрола за техничка исправност на возилата во Тетовското и Гостиварското подрачје. Вчера од 8 до 12 часот полициски службеници на СВР Тетово спроведоа акцијска контрола, во чие средиште беше техничката исправност на возилата, но и други недостатоци, односно сообраќајни прекршоци. Во контролата откриени законски санкционирани се 12 возила со неисправни сопирачки, 2 нерегистрирани возила и 1 возило со други недостатоци. Соодветно санкционирани исто така биле и 4 возачи од Тетово без потребната возачка дозвола за управување, 1 возач со важечка забрана и 1 возач за неносење возачка дозвола. Во овој период санкционирани биле и 12 непрописно, односно погрешно паркирани возила, додека 6 возила биле подигнати од Тетовската ПАЈАК служба. Во акцијската контрола откриени и со адекватни поднесоци, санкционирани се и 12 други видови прекршоци. СВР Тетово со уштеден апел до возачите на патнички товарни возила или мотоцикли, навреме да ја проверуваат техничката исправност на нивните возила и да не ја доведуваат во прашање нивната и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, но и да не седнуваат зад волан без положен возачки испит со несоодветна категорија или со важечка забрана за управување. Од СВР Тетово известуваат дека овој викенд ќе започне планираното есенско гаѓање. Секторот за внатрешни работи Тетово овој викенд, 17 и 18 септември, ќе започне со планираното есенско гаѓање, со кое ќе бидат опфатени полициските службеници од редовниот и резервниот состав. Гаѓањето ќе се реализира односно одржува на стрелиштето Еребино, секој ден од 8 до 15 часот. Полициските службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар гаѓањето ќе го изведуваат на импровизираното стрелиште во Волковија од 22 до 26 септември. Од полициското оделение Маврово на стрелиштето под Брана, додека од полициското оделение Ростуше гаѓањето е планирано на импровизираното стрелиште во Аџиевци. СВР Тетово ги известува граѓаните наредните денови да не се вознемируваат и да имаат целосно разбирање за престојните активности на полициските службеници, кои години наред се организираат во овој период од годината.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Имајте пријатен ден.